Министерството за образование во соработка со владата заедно ги разгледуваат можностите за покачување на платата на образовниот кадар, без при тоа да се наштети на економската состојба на државата. Она што СОН како покачување го бара од владата во моментов е поголем залак со оглед на моменталната криза и постојаните барања за покачување на платите во сите сектори. Исто така се прават и калкулации нормално во Министерството за образование, Министерството за финансии, да видиме кои се тие можности кои што буџетот може да ги издржи во оваа кризна година. Бидејќи одговорноста не е само зголемување едноставно на платите. Од друга страна, смета Ковачевски, голем ризик е ова покачување да иницира инфлаторен бран кој максимално негативно ќе се одрази на веќе утврдената минимална плата. Таа, според премиерот, на сите би ни донела само лошо. Доколку ги зголемите платите, колку што е вкупното барање на синдикатите, тоа може да предизвика дополнителен инфлаторен притисок. А инфлаторен притисок дополнителен од овој кој што го имаме, ќе значи дека и платата која што ќе ја добијат работниците, после многу кратко време таа нема да вреди. Причина за гласното размислување на Ковачевски е константниот притисок што СОНГ во последно време го врши на владата, барајќи скалесто покачување на платите во образовниот сектор, при тоа инсистирајќи платата на наставниците да не биде помала од 43.000 денари. Вака изнесените барања за Министерството за образование и финансии се неприфатливи поради што СОНГ остана на одлуката образовните институции и детските градинки од 11 април да започнат генерален штрајк.